Добар ден. Ова се фрапирачките документи што не се предизвик за ниедна државна институција или ниедна институција во Република Македонија не смее да се занимава со случајот 3,5 милиони евра кеш во приватни джепови од европските пари наменети за изградба на автопатот Демиркапија-Смоквица. Овие документи откриваат дека само едно лице, државјанин на Република Грција, од сметката на фирмата изведувач Актор преку филијалата во Стопанска банка во Неготино подигнало за само 3 месеци 250.000 евра во кеш. Во мај 2013 година 32.000 евра, во јуни 124.000 евра, во јули 91.000 евра. 15 милиони 328.570 денари или 248.000 евра готовина само кај една личност. Од сметката на фирмата Актор АДГ Грција, подружница Скопје, на која што се легнати 32 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија, се одлеваат кеш суми и кај цели фамилии државјани на Грција. Податоците од трансакциите направени во Македонија покажуваат дека 9 лица со презиме Константинос подигнале неверојатни 19.340.844 денари или 313.000 евра. Поединечните исплати по лице се во висина од 20, 40, 80.000 евра. Едно лице подигнало во 3 наврати 115.000 евра. 8 лица со презиме Димитриос подигнале 17.418.981 денар или 282.000 евра во кеш. На ниту еден од нив, односно на еден од нив, му биле исплатени 75.000 евра, а на другите по 30 до 40.000 евра за еден ден. Фирмата Актор АДГ Грција, подружница Скопје во Македонија, соработува и со друго правно лице, Топометрија, чиј собственик е Георгиос Папастамос, од чии сметки исто така се одлеваат пари кон истите физички лица, граѓани на Република Грција. Во еден ден, преку нивните сметки се одлеваат по 200 до 300 и повеќе илјади евра. Во април 2013 преку 10 трансфери се одлеани 200.000 евра. Во мај пак во еден ден преку 6 трансфери се одлеани 263.000 евра. Наредниот месец пак повторно во еден ден преку 4 трансфери се одлеани 350.000 евра. Грчките државјани го зимаат кешот и го предаваат исклучиво на едно лице, сметководителката на Актор Атина Зога. По завршената работа излегуваат од Македонија. Подигнатите суми во стотици илјади евра не излегуваат од Македонија. Тоа го покажуваат нашите проверени информации во царината. Во чии джебови влегуваат извлечените кеш пари? Агенцијата за спречување перење пари отворила случај, но по нечиј налог постапката е стопирана. Офицерите на филијалата на Стопанска банка во Неготино, преку која што оделе извлекувањето на парите, пријавиле подигнување во кеш на огромни суми, над 15.000 евра, што агенцијата била должна да го испита. Посебно што станува збор за пари кон странски државјани, што не е пријавено дека ги изнеле парите надвор од Република Македонија. Значи, тие пари останале во Македонија. Кај кого завршиле 3,5 милиони евра. Според Законот за спречување перење пари, непостапувањето од страна на надлежните во Агенцијата за спречување на перење на пари
во случај како овој представува кривично дело. Институциите кај кои што е пријавен случајот го прекршиле законот, штитејќи некој од братучетко-кумската група која што ја води владата. Кој е тој? Во оваа прилика добро е да се истакне дека и мајката на директорот на Агенцијата за спречување перење пари, господинот Владимир Атанасов, има стан, погодувате, на фамозната зграда на улица Димче Мирчев, број 20. Почитувани, молчи Никола Груевски за скандалот со извлечените 3,5 милиони евра пари во кеш од сметката на актор, изведувач на автопатот Темиркапија Смоквица. Молчат и надлежните институции. Ако и денеска ВМРО ДПМН излезе со експресна одбрана на институциите на државата со кои тие раководат, наместо Никола Груевски или било кој од било која од надлежните државни институции, дефинитивно ќе се потврди дека се работи за мега скандал. Ова отвара сериозен сомнеж за организиран криминал во кој што инволвирана владата на Република Македонија, чиј премиер е Никола Груевски. Благодарам, повелете со прашање. Значи, фирмата Актор има основано подружница во Република Македонија. Подружница представува дел од грчката фирма, со единствена, значи, е основана со единствена цел да се изведе автопатот. На сметката на таа подружница не може да легнат други пари. Дали со овие информации што ги имате ќе се обраќате до јавното обвинителство, министерот Ставевски, на прашањето дали Управата за финансиско разузнавање реагирала во овој случај, вели дека било каква информација имате, таму треба да се обратите? Ако не знаат, ајде да ги научиме, вклучително и кумот на премиерот, државните институции од овој тип и карактер на кој што се обраќаме, должни се согласно законот да реагираат и по допрен глас.